на Александар Цветковски. Драги Александар, ти среќен, мудар создавач на книги. Толку длабоко сум те засакал како да си ми брат. Зашто книгата секогаш е таква каква што си ти. Зашто книгата е таква каков што е лебот, водата, новороденчето. Таа може да се јаде, да се пие. Таа има мирис на детска кожа. Мека и испарлива, бакнежна. Книгата е храна и љубов. Книгата е се. Таа е таква каква што треба да бидеме ние. Сјај во темнината. Со голема љубов те прегрнувам. Ференц Јухас. 31. август 1992 година. Роден сум во Скопје, во еден дел од градот кој долго време се сметаше дека е најградскиот дел од самото Скопје. Тој е Буњаковец. Детството го поминував нормално, овака како сите деца што поминуваат. Близината на Вардар значеше за нас, тие кои што живеевме во тој дел од градот, сета разоднода, близината на градскиот стадион, игралиштата беа наши навистина места каде што можевме како деца да го употребуваме зборот, издуваме, да гледаме своите детски игри, преку тие детски игри да другаруваме, што е можеби денеска далеку од оно што некојаш било. Близината можеби на Вардар филм го чинеше своето, да ние и се предодредувавме кон тоа да бидеме, да мечтаеме дека некој од нас можеби ќе стане иден глумец, дека ќе се зафади со филмот. А уште понатаму тој дел кај што живеев беше и пионерскиот дом Карпуш, каде барем тоа беше некаква привилегија во тој период, да некој од нас биде и член на тој дом. Јас во тој период навистина бев во тој дом, кој што многу ми помогна мене во тоа другарување и предодредување фактички на некој од моите идни размислувања што еден ден како возрастен ќе бидам. Се школував, мислам, во едно училиште кое не е веќе е срушено во земјотресот, тоа училиштето Гоце Делчев. Мислам, основното образование тамо го стекнав. И можеме се подсетам, можеме често пати ме прашуваат каде се некои почетоци твои, вика, во оваа дејност која што си ја правил. Мислам, што сега денеска ја работиш. Се сеќавам дали бев трето или четврто одделение, кога во нашата просторија,
to беше по ovaka mnogo svetla prostorija, sedeše jedan pejsaž reprodukcija na poznati od imenenten naš slikar Lozar Ličenovski. Toliko bев občinec sa тоа да посакав истата да ја имам јас дома, па еден ден седнав, останав повеќе него што дозволува, почнав да ја да ја копирам. Тоа траеше неколку дена, по еден извесен период, мислам по тие неколку дена, јас пресреќен излегував од училиштето, од дворот тамо и за мојата радост наеднаш некој ја прекина. Тоа е Чичко Коста, нашиот служител, кој источа по мене и ми извика крадец. Јас мислам, мора да кажам, останав копан во земја во тој момент дека ете некоја работа се сторил. Тој со мене подмишка фатен ме однесе кај директорката да со обвинение дека сум ја украл сликата која што била во нашата училница. Не би можел денеска ни да кажам како сум се чувствувал, бидејќи навистина за мене било туѓо нешто да откраднувам, а камоли да го сторам тоа на дело. Но се испостави потоа дека тоа навистина била само една моја копија, како што велат, доста успешна, и можем да речем тоа се може би некои мои почетоци на оваа дејност, мислам, која што се предодели за уметност. Знаеш, има што е еден многу добар што сацокла, која е веројатно не си размислувал. Ти технува Цветан Димов гимназијата. И кога ќе направим ретроспекција една и која вака, пошто бидејќи да вистина од овие дистанци можеме наполно отуѓено да гледаме на тие настани. Големата аула на Цветан Димов, неколку стотини ученика внатре, а целиот професорски кор, начело со Јордан Димовски, чак дури представници некакви од културата, и во она празниот простор, она парче од арена, што би кажале, ја млад, па некако свечен говор удирам тука, отворам твојата изложба. И викам, ѓаволо зеле, можно ли е дека од тогаш прошле 40 години? И гледај нешто што е стравично смешно. Ова смешно го земам во смисла на децата која бевме, па кога гледаме се случува нешто убаво, па викаме и колку е смешно. Во тој свечен говор, всушност, со кој јас те бутнав, а? Па можем да кажем баш така. Заради тоа што моите предиспозиции тогаш, барем ради актуелноста, беа многу насочени кон архитектурата, бидејќи тоа беше една генерација која што многу размислуваше на тоа. Па сега јас викам, со која смелост, веројатно, затоа што бев толку млад, се осмелив. Ти си всушност првиот ученик на првата самостојна изложба во историјата на овој град као гимназиста. Сега, леле да си се видел како изгледаше во тој центар покрај мене. Точно знам, ај кажи точно, што си мислеш? Па навистина многу тешко тоа би може да го опишем, заради тоа што сметам дека во тој момент најдобро би било јас да избегам од таа арена, баш како што наречете. Зидни земља па ме го отмили. Баш така. Добро, јас те бутав, тоа е точно, но веруј ми дека со полна одговорност и со претходно долго колебање на тоа, бидејќи бев свесен дека
te usmerujem vo nešto vo koje ne znaju da li imam pravo i da li imam da nekogo do ta mera povlijajem, бидејќи да му се одржи во таква званична атмосфера, во таква свечена ситуација, знаев дека за вечни времена ќе ти остане во тебе си нешто кое може би ќе ти го промени животот. И сега тука е нешто на кое веројатно не си ни размислувал до сега. Всушност со тој говор кој го зборував и таа изложба што ти отвори, односно што ти ја направи, заедно, без оглед на од кој рамништа поваѓавме, зачекоривме заедно, пази, во тие недогледи на уметност. Тоа бев, ја дојдов тогаш од академија, ја тргнав по тие високи скалила, а ти од тука се запати по тугините да го изучуваш овој занет. 40 години. И како што гледа сега, заеднички славиме таа 40 годишница на иста професија. Со таа разлика што ти, таа твоја изложба, всушност ја приреди 4 години пред мене, пред својот учител, кој дури после 4 години ја отвори својата прва самостојна изложба. Што значи дури дека по стаж, во таа смисла, си постари од мене. Тоа никош не сум го размислил. Видиш, тоа али некако тоа е веројатно живот. Животот е чудна работа. Така оние библиски легенди, да речеме за Јов, кај што Бог ти знае чему служила и како ќе се развивала таа обична коцкица, за да се сложи овој комплетен мозаик од живење и од милиарди и милиарди други коцкици кои го се чунуваат, која би се рачунало секој потек, секоја илустрација, секој напор, за да се склопи ова што би го кажале мозаикот кој се вика го правиме овај пат во твоја чест, што се вика Ацо Цветковски. И сега знам, дека зборувам ова, дека исто така викаш зили земјо да пропаднам. Да, на твојата скромност и нема крај. Но, ете се случи тоа ја да го сепак, да таа изложба стане и пресудна во мојот натамошен живот и да се предодредам кон уметност. Од Скопје мислам заминав на приемен испит во Љубљана, на Ликовната академија, каде што беше и ректор Божидар Јакац тога. Бев единствениот гимназијалец кој што, и до тогашните генерации успеа да се пробие во една строга квалификација која што се правеше таму, за да бидам примен во тој така наречен приправен одел, бидејќи академијата тога имаше 5 години, мислам, каде што приправниот одел тој што заслужува останува, тој што не заслужува натаму заминува. Иако таа селекција беше сведена само на 5 на нас студенти, успеав мислам и натаму да останам во на таа академија, да бидам покрај еден од најголемите мајстори на графиката, кој што навистина премногу ми
mi prenese i prenese ne samo na mene, nego na site studenti koji bea kaj него. Но моето школување не заврши, мислам, може да речем, тука, затоа што веќе со самиот престој во Љубљана и на Љубљанската академија, мојата жетна наводна да јас уште нешто осознам оно на кој многу мина мечтаја што се случува во Европа, а сметам во тој период Љубљана беше веќе Европа. Јас заминав во Фиренце, од Фиренце мислам во Рим и така можем да кажем еден добар период го минав вон од границите на тогашна Југославија, за да повторно се вратам назад во Скопје. Ние бевме една генерација таква која што па и можем да речем и пресудно беше зборот на татко ми, кој што меѓу другото рече: оди кај што ќе одиш, врати се дома. Ето, тоа моје враќање нааму, јас сум во Нова Македонија, односно поточно во редакција Детска радост. Може би имав голема среќа што меѓу веднаш се вклопи со двојца мои големи пријатели кои се почитувавме и се почитуваме како да бевме браќа, а бевме сите од една струка. Тоа е покојниот Младен Тунич, Александар Каевски и јас. Сета заслуга може би на сиот овој развој натаму можам да го кажам дека беше тоа несебично другарување. Не само со оно другарување како другари, него во самата професија. Критичноста, мислам, на секој од нас, кон секој од друг, без никаква злоба, мислам, или љубомора, дали е некој подобар или полош, го правеше тоа да ние како една тројка, како што не нарекува школа на македонската илустрација, која се расчун из тогашната Југославија и вон од неја, допринесе, мислам, во развојот на илустрацијата, опремата на книгата да го заземе овој домен денеска што е. Јас не можам да не споменам дека 63-та и 4-та година, која година беше, не ми текнува точно, дојдовте во редакцијата ти, Младен Тунич и Александар Каевски. Веднаш се виде, уште со првите броеви, тогаш објавувавме Титов пионер, Наш свет и Другарче. Веднаш се виде дека тие листови добија нешто што на вистина на децата им требаше. Она илустрација која ја одгледувавте вие до крајот и ја одгледувате, беше една потреба која е неминовна за секаков текст, дали станува збор за приказна или песничка, не е битно. Меѓутоа, вашите илустрации како да им дава душа на текстовите. На една, она што текстот го изоставил, може би да го каже, вашата илустрација го кажуваше со цртежот и тие илустрации со текстот заедно остануваа духовна собственост на децата и остануваат, се разбира. Подоцна, со покренувањето на
специализираното списание за децата од предучилишна возраст Росица, кај Ацо Цветковски забележав една огромна амбиција, една огромна љубов, тоа списание да го направи нешто што ќе биде вистинска радост за децата. Колку ја што знам, сега има 16 години, не сум во тех на работите, не ми се познати изданијата во другите републики ју, и надвор од тоа, меѓутоа, Росица до ден денес задржа еден квалитет на кој можат да му позавидат многу земји. Пред 2-3 недели бевме во редакцијата на Детска радост за да се одбереме материјали за тоа како работат издавачките куќи кај нас. Мислам, отидовме првенствено со таа цел. И неопатија кај Александар Цветковски, бидејќи ни рекла дека тој може да ни даде податоци за тоа како работат издавачките куќи, што издаваат, кои издание и слично. И додека разговаравме за тоа, конкретно за задачата за која бевме и таму, падна збор за тоа дека и Росица е едно од изданијата на Детска радост. И со тоа почна еден цел разговор за тоа како, почна еден разговор за Росица, за од кога се издава, како се издава, и почнавме се навраќаме во на време кога ние сме ја примале Росица и какви све спомени не врзуваат за тоа време, всушност. И тоа е и причината поради која сме сега ние овдека. Сега листајќи овака Росица, се будат многу сеќавања и повеќе се сеќавам на овие слики и илустрации отколку на самите текстови. И тоа докажува нели каква е нејзината вредност, не треба ништо повеќе да се каже, затоа што на цели слики, на цели броеви комплетно се сеќавам, и од насловната страна се од позади тоа. Што е? Исто јас, затоа што јас кога ги земав некои од оние броеви кои на времето сум ги примила, не очекував дека до тој степен ќе се сеќавам не само на сликите, туку и на текстовите, на содржините, дури и на ситуацијата кога сум го добила бројот, како сум го добила и кој бил се околу мене и слично. Мислам, тоа се навиду неважни ситници, но мене лично, јас бев изненадена како се сеќавам на тие ситници, како може едно обично списание да толкава број на спомени да разбуди во мене. И повторно се чувствував дека имам 5 години, 6 години, некако ми се врати тој начин на размислување, на чувствување, не знам. И тогаш имаше многу помалку сликовници отколку сега, и може би точно таа празнина е надополнувала Росица со нејзините естетски вака вредности. И затоа нели треба да благодарим и на авторот и на сите оние што биле околу него и што го создале ова издание. Kako može u tikla si možete da budete vrapće, a oni to vas biti Велат за мене дека сум големи юнаци. Они што добро ме знаат. Веројатно и сум. Ако наумам, навистина мора да се стори тоа. Од големина е тие, можем да кажем, и постоењето денеска на Росица. Затоа во тој период јас, патувајќи низ Европа, низ светот, гледав како луѓето, како државата, мислам, обрнува големо внимание на децата. А ние некако овдека се одевме на некој периферно
nešto, što mi je za deca, to, za deca deneska je napravljeno, utre deteto ke zeme ke iskine, nema nikakov odnos. A jaz smetlam, deka, ako na deteto mu se ponudi ono, sami začetok na njegovi razvoj, ubavot, on cel život ke oprati to ubavu. Rosice smetlam jedna od mojete najgolemi ljubav, moja najgolema ljubav, možda kažem, zaradi toga što se počnuva nekako i se vrti okolo nje, vo moja život. Smo imali krizni momenti, normalno, da li da se otkažem nekoš i od Rosica, da su uredovanje to i tako natamo. Bilo i to. Se spomnuvam, posle 2 godina od izlegovanja to, koga u jedan moment, to je krizan moment, mene me općina, kako je seko normalno. Često ode po toj period po gradinkite, pa i to je denesko pravam mega decata da vidim na vistina to što se raboti, što izlegova detska radost, da li go возбудува вниманието на детето или се става на некој маргинали од дејност. Во една таква кризна ситуација се одам во градинката 13. ноември, која ми е најблиско некако и до мојот стан кај што живеам, а и до самата редакција, со кој на некој начин и почнав да се работам, да не кажем понатаму и со сите останали скопски градинки, а понатаму и пошироко од ово. Во таа градинка ме сретна воспитувачката, педагогот, тогашен. Праша како сум, јас се те одговорив добро и така натаму. Дојдов да се сретнам со дечињата. Веднаш моето прашање беше како оди Росица, дали постои интерес. Та ништо не ми одговори, осен, но ацо да појдеме до занималната, па увери се самиот како оди Росица, односно како е популарна Росицата. Гледнав во таа занимална, што ќе видам? Дечиња, сами препуштени онака во мигот, секој се покажуваше колку знае и уме, скока едно, скока друго и дојдов до една ситуација да ја погледам воспитувачката како ќе реагира. Тоа со плесток на рацете им скрена внимание дека сме дојдени и ми извика: доколку не бидете мирни, нема да добиете Росица. Навистина, се сеќам како ден денес да се случи тоа. Джагорот, немирлукот на децата престана. Сите си зазедува местата тамо кај што беа и очекува Росица. Тоа беше на некој начин за мене нешто дека навистина што правам ја и што прави редакција Детска радост е тоа. Правото и дека не треба да се откажам. Видеа денеска да кај тебе го подготвам јануарскиот број на Росица, па би посекал еден текст, ако можеш да смогнеш сила да направиш за тој јануарскиот број. Се работи за една тема, палавоста на децата, снег, снешко, некој да биде тука, санки испреплетени со скијањето, лизгањето. Тоа е во главно една оквирна една тема. Ацо, јас малку ќе видам како домакин пословен, ти кажам, ти и не идиш за друго, освен да ми нарачаш текст за Росица и не ми каже колко реда да биде, 16 или 20? Па обичајно ти тоа и го знаеш дека децата и може да консумираат со самогон. До утре, до 6 сата да биде готов. Па секој знаеш дека моите доваѓањето мое секој е вржано и со бројот на редовите и бројот на датумот, односно на излегувањето. Ацо, такви гости секојаш се пријатни, мислам, ти ме побудуваш, некаков предизвик. Јас веќе цел живот, што се вели, пишувал за деца, но
ете еден од основните поттикнувачи, еден од првите, тоа си ти, затоа што на некој начин ти гледаш работите низ илустрацијата и еве јас да почнам да те подсетам тебе од кога се знаеме ние. Мојата книга што ја издаде едно време Кочо Рацин на Деца под печурки, илустрираше ти со еден прекрасна корица и илустрации внатре. И сакам да речам, веќе ние интимно се знаеме и соработуваме. Едно време јас кога бев уредник на Другарче, нели, ти давав текстови, ти ги илустрираше заедно со твоите колеги Тунич и Јацо Каевски и така. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека ликот на Александар Цветковски како човек, веќе тоа се наши интимни работи, но како илустратор, како човек што се занимавал со убавината на книгата, потекнува уште од далечната 64-та година, кога ја илустрираше мојата книга Деца под печурки. Тој уште тогаш направи еден новитет во илустрирањето и даде една строга форма во смисла на неговиот собствен стил, отклонувајќи се од тогашните текови на детската илустрација, што не можеме да се пожалиме дека не ја имавме, благодарение на таа тројка во детска радост тогаш, нели? А вклучувајќи го тука и Димитар Кондовски и уште некој, јас не се сеќавам на нив, што го носеа оној товар на илустрации за деца. Јас би сакал да се подсетам исто така на една прекрасна анегдота со Славко Јаневски во тоа време. Овој ме повика како уредник во македонска книга, вика, од кај го најде тој илустратор и зошто токму со точки ги прави илустрациите. Знаете, имаше некои норми во тоа време, илустраторите правеа од 48 година наваму илустрации кои без мало личеа една на друга, но Александар Цветковски направи тогаш некаков новитет, некоја иновација во тоа, за која едва и го убедив Славко дека е навистина новитет и дека навистина токму таа илустрација ќе си пробие пат во Европа. И да се потврдам сами од себе си, нивните илустрации подосна ги добија сите врвни европски награди за илустрација на детска книга. Амбуланта, одека е дара, несреќа се случи, брза помош бара. Случајот е иден, морам да ви кажам, куклето ми падна тука пред гаража. Ало, амбуланта, лекар да се прати, книжка тоа нема, тато ќе ви плати. Ало, амбуланта, лекар да се прати, книжка тоа нема, тато ќе ви плати. Сега погледнете убаво сликовницата, ви се допаѓа? На што ви личи вака? На што ви личи? Ајде да пробаме да видиме. Пробај вака да видиш да ја фатиш како ташничка, стани. Стани. Е вака. Убаво е, Погледнете. Сега што мислите во оваа ташничка внатре што има? Да отвориме да видиме, има? Што има? Многу песнички, многу што? Што се ова? Сликички, така, за секоја песничка има многу убава сликичка. И знаете кој ги направил овие убави сликички? Еден чичко исто, еве го тука кај нас, се вика
Aleksandar Cvetkovski. Тој Чичко помогнал за да се направи оваа сликовница да изгледа вака убаво, со многу сликички и како ташничка да можеме да се ја носиме каде што сакаме, така ли? Јас многу пати, познавајќи го Хемфри, уште од младешките денови, преку војската, која служивме заедно во Билеча, до оваа соработка која што имавме на еден навистина за нас многу драг и единствен можеби проект Веселата вртешка, сум се прашувал кој и што всушност е Александар Цветковски. Дали да зборуваш за неговата племенитост, за неговата насневка, за неговата смиреност, дали да зборуваш за неговата неисцрпна, би рекол и творечка и креативна, а Бога ми би рекол и физичка енергија. Осегаш ме вчуденевидувал со својата неверојатна енергија. Од каде му е таа снага и ден денеска не можам да открием. Со еден збор кажано, ако во таква личност се спојат вродениот талент, неверојатниот фанатизам, љубовта пред се кон децата, тогаш сите овие резултати за кои што веројатно другите соговорници ќе зборуваат пред се, сите негови неброени награди, врвни признанија, дури во светски корелации, тогаш тоа се логичен резултат на ова велам исклучителна личност. Ја спомна пред малку таа сликовница, можеби и затоа сум овдека и делумно повикан, да кажам дека идејата за таа сликовница, како и за многу идеи во таа детска радост, се и овој пат на неизбежниот Александар Цветковски. Тој ме испровоцира да прочитам преку 2000 текста од македонски автори и да не изложам многу, сето тоа мора да го прегледам, да контактирам со авторите и како резултат на таа прекрасна соработка, 20 пристапите се на голема љубов кон реализација на овој проект и колку што јас знам, тоа е прва музичка сликовница настана на просторите на поранешна Југославија, што ни представува секој почетна чест, а како доказ за нејзините, би рекол, вонсериски квалитети е и големата награда што ја освои оваа сликовница Весела вртешка на меѓународен сајам на книгата во Белград. Јас верувам дека другите соговорници можеби ќе говорат постручно, поаналитички за неговата исклучителна личност, меѓутоа дозволете ми вака сепак која емисија да не биде така крута, да не биде академски концепирана, да кажам за тој негов неверојатен велам фанатизам, така некои мои сеќавања, кои секој ќе бидат многу симпатичен се чујат. Имено мислам дека Александар Цветковски понекогаш губи чувство за временски простор. Тој денот го претвара во ноќ, ноќта ја претвара во ден. И се сеќам кога работевме на сликовницата, беше некаде околу полноќ, ми се јави дома и се извинува што може би ме разбудил. Јас се насмев нормално бидејќи не спиев, туку рано не легнав и му реков, фала Богу да те затачам еднаш кога да ми се јавиш од дома. Вика си се прешол, вика и овој пат не се јавам од дома. Мислам со ова се сум кажал, сакам да потенцирам дека неговата прекрасна фамилија имаше огромно разбирање за овој негов фанатизам, па не сум изненаден ако еден ден детска радост во таа негова работна просторија му смести и практично исполно со ова, бидејќи, како што ја знам, многу малку има време да се види со своите дома, што сега што му критикувам, меѓутоа таа жртва ја компензира со огромното дело што го дал за нашите најмлади. Исто така се сеќавам се обидов да направам една шега на негова адреса и мислам дека така доста успешно ја кажав. Еден ден го сретнав и му викам, многу си ме разочарал име. Ме погледа вака, како зошто? Ама ужасно ме разочарал тебе. Ама што е работата? Па викам, еве дека цел месец не се освоил ни една награда.
Деца, денес ќе се запознаеме со една многу убава сликовница, голема, многу голема джиновска сликовница. Се вика Дива, дива, дивина. Во неа ги има шумските животни, тие се нацртани многу убаво, личат малку на нас луѓето, не се како другите шумски животни што ги знаеме ние страшни, ама пред да видите треба да погодите една гатанка. Крволочник и злосторник. Секој му се плаши, зиме лете тој патува, низ горите наши. Ама крволочник и злосторник вика. Волк, точно, Ивана. Видиш што е? Ja imam para, samo golema. Ама видите ово тешко донесење во панове. Ама Јежево како направило дека паднало на ова крушата на негова кука. Соработката на Александар Цветковски со просветно дело почна пред отприлика 25 години, кога настапија новите програми за основното училиште. Него главно го ангажиравме врз илустрирањето на учебниците по запознавање на природата и општеството, на учебниците по математика за прво оделение и на букварот кој во тоа време за прв пат се издаде во 3 книги. Неговата заслуга главно покрај другото се состои во тоа што тогаш се договоривме за едни нови формати на овие учебници, така што детето да има комплетно учебници во ист формат и при тоа да биде соодносот задржан меѓу текстот и илустрацијата. Посебна важност неговиот труд, посебен придонес тој има во математиките, кои се и ден денеска во употреба, мислам на математиките за прво оделение, каде што секоја страна представува една компактна целина, од која детето може најдобро да ја совладува материјата за понатаму. Морам да нагласам дека овие учебници во тоа време добија и прва награда на Белградскиот саем како комплетни изданија. Джебовите на Звонко. Учителката им рече на мачките да излезат од клупите. Извадете се што имате во джебовите. Од джебовите почнаа да излегуваат джамли, звончиња, гуми за джвакање, звездички и 300 други дзунзурки. Гледајте во буквачињата. Ајде да видиме кој е спремен за работа. Да видам. Повеќе што? Повеќе множество. Така, гледаш повеќе множества. И тоа множество е составено од два елементи. Ако ги погледаме сликовниците, Росица, прирачниците, ќе констатираме дека тие се структурирани врз новите, современите сознанија. Да бидам конкретен, денеска Росица е умилено списание за дечињата во нашава република, дури и надвор од републиката, и таа одговара на сите графички, уметнички барања, како и на уметничко-естетските, а исто така и на педагошко, психолошките и дидактичко-методските барања. За таа цел ќе напоменам како една илустрација дека едно 5-6 студенти покажаа интерес за вреднување и изготвување на дипломски работи од
завршната година на Институтот за педагогија, што практично и пристапија. Дел од студентите работеа и семинарски работи за тие изданија, за прирачничката литература, за тематските сликовници, за дидактичките средства. И во тој поглед сакам да кажам дека тој и понатаму треба да твори, да создава, да се ангажира, како што и досега овој беше ангажиран. И благодарение на неговото ангажирање имаме една таква продукција на изданија наменети за најмладите, што не беше случај и порано. И во тој поглед можеме да се пофалиме пред многу други земји развиено во светот кои имат и поголема традиција во издавачката дејност. Еве, Петре, ја овака мислам дека го предлагам како да биде на 6-то листе, без предлистите, во кој ќе бидат две глави представени. И добро е ова што првата страница веќе го нагласува тоа. Така, оно е форматија 41 puta 6. Тоа е пример. Да, и во тој стил 6 листени, голем формат. И јас сум овакав по твоја сугестија да искористиме во пачена. Ова е добро за мали календарчиња. Практично со Александар Цветковски се врзани сите големи издавачки зафати што се случија последните години во детска радост и на македонскиот културен простор. Се сеќавам дека тој процес го отпочнавме со Бушавата азбука, едно изморедно издание кое се уште во македонскиот издавачки простор не е надминато. Само за 2 неполни месеци ние тоа го издадовме со него во 50.000 примероци и тоа беше своевиден културен настан. Веднаш потоа покренавме заедно со него, со неговата изморедна стручност, со неговата работливост, со неговиот професионализам, со неговата креативност, една серија на така наречени джиновски сликовници со кои македонската култура на широко се прослави во европските културни издавачки простори. Со тие джиновски сликовници ние ги освоивме најголемите европски награди на саемите во Белград, во Франкфурт, во Париз, во Москва, во Болоња и на редица други културни издавачки настани во светот, каде што навистина беа своевиден дострел уметнички пред се преку креативноста на изразени и остварени преку креативноста на Александар Цветковски. Со името на Александар Цветковски се врзани и некои други крупни пионерски издавачки зафати, како што е првата македонска енциклопедија во 5 тома, потоа првиот македонски лексикон во 4 тома, па 4-томната илустрирана историја на македонскиот народ, неколкуте повеќе томни изданија на првите македонски илустрирани речници и уште редица изданија со кои книгоиздателството Детска радост практично доживеа европски успех, а сето тоа е остварено преку, така да речем условно, креативноста и пред се работливоста на Александар Цветковски. Значи, практично, кога зборуваме за овој творец, за ова вонсеријска личност, навистина е благородно да се соработува со него, да се работи, да се живее, а практично тој своето 20-часовно време го проведува овде во редакцијата, во печатницата. Тој постојано бдее над овие наши зафати издавачки и практично е една личност која може да ја наредиме во самиот врв на најуспешните македонски креативни творечки личности во македонската национална култура. Ацо Цветковски со својот талент можел да биде сликар, абстрактен или фигуративен, сценограф или карикатурист од редот на руската тројка Кукринiksi, французинот Дибу, бугаринот Бешков,
нашиот Цицо или Пер Крижанич или многумина денешни Остеновци. Тој можел да биде колористичен како Никола Мартиновски, фантазер како Васко Ташковски, прецизен и точен во линијата и во цртежот, како Родољуб Анастасов, Благоја Николовски, Димитар Кондовски, Танас Лудовски и некои од помладите што веќе зачекоруваат преку границата на анонимноста. Мојацо Цветковски, благороден по душа и по лик, се определил за илустрација. И добро сторил. Го совладал мајсторството и се искачил на својот врв. Денес тој е меѓу најзначајните имиња што на сказната и дале свој белег. Убавината на многу книги се негово дело. Неговиот цртеж во сказната станал и самиот сказна. Школата на детска радост и прецена Александар Цветковски, во кој се вглобил во својство на еден голем фанатик, едноставно дишеше со голема македонска свест и со големи сеќавања на детето кон пределот, кон родниот крај. Имаше една автентична боја и мирис таа илустрација. И не случајно, подоцна човек може да одгатне зошто тој Александар Цветковски буквално не говори, не зборува. Тој е целиот пресоздаден во време, кое му е неопходно неговите зборови да ги преточи во боја, да ги преточи во линија, да ги пресоздаде во облици кои ја раѓа детската радост. И сосема не случајно, значи, јас ги паметам оние илустрации на Мицета од Ванчо Николевски, каде несреќното детство на глувчето Мице е прераскажено на начин кој што не знае човек што е посуверено, дали стихот или дали може би приодот на сликарот, приодот на илустраторот. Станува збор за еден голем фанатик, чија единствена религија е вербата во творештвото и во љубовта кон децата. Не случајно тие дечиња се расфрлаат по просторот што ни го понудува таа скратена биографија на страниците на нашите списанија. Не е случајно маченца и кученца се искачуваат по покривите на домовите и мафтаат со некои знаменце, а довикуваат пролетна. Не е случајно секој предмет, секоја цифра, секоја буква практично разговара, има собствен глас, препознатлив глас. Секоја фигура во тие цртежи, во тие слики е едно битие живо кое создава, кое дише заедно со детето. Во сонот на децата е вглобен еден голем немир и една голема саможртва на Александар Цветковски. Со доаѓањето на Александар Цветковски на Факултетот за ликовни уметности настана
исклучителни промени во насоката графички дизајн. Во тој смисол би кажал следното. Промената во тоа што книгата сама по себе не остана како место само за илустрација, добија една сосема нова форма, едно ново видување, една нова естетика, која секако е крајно заближителна и со делот од она што он го работи во неговата матична куќа Детска радост. Промените на факултетот, кои се настанати во однос на неговото доаѓање, е во следното. Таа реализација до сега беше некако предпоставка за некаква идна реализација на студентите кои го учат тоа. Во овој миг, таквата настава која он на Факултетот за ликовна и уметности ја предава, како се спомна, во насоката графички дизајн, односно опрема на книга и илустрација, ние сета таа реализација ја остваруваме во Детска радост. Нашите студенти во таква една практична примена на реализација стекнуваат едно невидено чувство и потреба да веднага после тоа и побарува такво одредено работно место. А тоа зборува и следната, дека он не остана ни еден момент себичен во сето тоа, баш напротив, што изборува дека во моментот во Детска радост од вкупно 7 вработени млади студенти, односно дипломирани студенти на Факултетот за ликовна уметност и веќе се 6 од Факултетот за ликовна уметност.